Конкретно за Прилеп ќе кажам дека ситуацијата е навистина алармантна. Негде не достигаат над 20% од профило медицинска сестра. Често се случува да заминат дури од самата професија медицинска сестра, да се пренасочуваат на сосема друга професија, бидејќи не се доволно платени, не се доволно почитувани, се деградирани во општеството и во професијата. Се соочуваме со сестри кои што долги години работат со договор на дело, бараме тоа да се укине, да се добијат конкретни решенија. Ние тоа постојано од Унијата го потенцираме, дека ние ги имаме тие решенија и постојано дека ги нудиме. Како што кажав, проблемот е договор на дело, вработување на договор на дело и ниските плати. Конкретно би спомнала исто така за примарното здравство, дека сестрите не се доволно почитувани, не се доволно ценети, работат 90% од колешките на минималец. Бараме тоа да се, бидејќи еве сега, како што знаете, се покачи капитациониот бод. Очекуваме во наредниот период да се покачи и платата за медицинскиот персонал, да се валоризира нивниот труд на работните места, да бидат почитувани и вреднувани, како и останатиот персонал на ниво на Македонија. Да се престане вработувањето со договор на дело, да се почитуваат медицинските сестри, да се валоризира нивниот труд на работните места, со опис на работните места, да се знае точно која сестринска професија, сестринска интервенција за која што се платени на работните места, да се зголеми секако минималецот. Хуманоста, солидарноста, емпатијата и желбата да помагам на другите беа главниот поттик и основата поради кои што ја избрав оваа професија. Токму поради нив сакам и да го усовршам моето образование. Се надевам од септември, бидејќи сега сум ученик во 4-та година и матурант, завршувам. Се надевам дека ќе се запишам на медицински факултет, дека ќе ме примат и дека моето образование ќе го продолжам, ќе го усовршам и ќе станам еден ден доктор и ќе продолжам да работам во Македонија и ќе лекувам мои сограѓани македонци, дај Боже прилепчани. Се надевам дека ќе продолжам овде, бидејќи имаме многу малку кадар и имаме огромна потреба од млади доктори. И се разбира нормално дека ќе ги почитувам сестрите, бидејќи сепак јас сум првично сестра, а потоа доктор. Денес Хитната медицинска помош заедно со полицијата и противпожарната единица на Прилеп демонстриравме показна вежба на сообраќајка помеѓу мопед и велосипед. Целта на оваа демонстрација беше да видат граѓаните дека нашите служби можат да интервенираат брзо и ефикасно при случај на живото загрозувачка ситуација. Овој настан беше организиран од Унијата на Сдруженија на медицински сестри за нас и тоа беше по повод неделата на сестринството од 5 до 12 мај. Нека му е честит празникот и заклучно со овој настан се заклучува неделата на сестринството.